Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Ви благодарам многу што секогаш сте пред малите екрани, кога го чекате вашиот рецепт на денот да стане дел од вашето мени, семеното мени. Затоа што ние заедно со вас сме едно многу големо семејство. Си ги прераскажуваме рецептите, како ни излегло јадењето, дали сме го гледале овој рецепт вчера, завчера и така натаму. Составуваме и возобновуваме стари, нови и така натаму. И секогаш се со една цел. Храни се здраво и домашно. Затоа што всушност и целта на емисијата Вкусот на традицијата е што помалку, нели, секојдневно да се храниме во рестораните, туку да имаме можност полесни, поедноставни јадења кои што не земаат многу време, а да бидат многу хранливи, здрави и така натаму. Сепак барем еден оброк во текот на денот да земеме дома, а тоа е заедничкиот ручек. За денешната емисија ќе ви направам бела чорба со карфиол. Карфиолот неверојатно колку е хранлив, а колку малку калории има, многу нутритивни вредности, а малку калории. Во 100 грама карфиол имате само 25 калории. А кога би знаеле дека е одличен за дигестивното здравје, тогаш верувам дека секој ден би јаделе карфиол. А сега го има многу на пазарите и не е многу скап, а можеме од една главица карфиол да направиме и чорба. Он се става во чорба, во супа, во некои тави, во сосови, во комбинација со ориз, со компир и така натаму. Значи имаме многу што да направиме од карфилот, а покрај сето тоа се става исто така, нели, карфилот и во живата туршија. Значи, ајде да јадеме карфил, затоа што е здрав и затоа што ни е потребен. За денешната емисија, како што ви кажав, ќе ви направам бела чорба од карфил и за неа ќе ви треба една мала китка карфил. Она е во истото семејство со броколата, со зелката, со прокелјот и така натаму. Понатаму ќе ви треба малку коцки од целер, корен од целер. Понатаму корен пашканат, едно јајце, 2-3 чешњиња лук, малку масло по потреба, еден стек насечкан на коцки, ситно сечкан макдонос, една главичка кромит ситно сечкана, еден компир ситно сечкан, 2 до 3 супени лажици павлака, кисела павлака, 50 мл млеко или една ракиџиска чаша млеко, еден морков нарендан, 2-3 ливчиња ловоров лист, малку мешан сув зеленчук, еден лимон, сок од еден лимон, малку сол, малку бибер и вода по потреба. Редоследот по кој што ќе ги ставате сите намирници е следниот. Следете ја нашата емисија. Тенџерето го ставаме на загреана рингла и ставам масло. И најпрвин, значи, ќе го испржам пилешкото месо на малку масло. Да се запрши. Ете така. Можете да употребите крилца, батак, карабатак, бело месо. Јас најповеќе така сакам за ова бела чорба да ставам бело месо. Тоа ми е некако најубаво. Така. Ќе ставам малку сол. Ќе ставам малку бибер.
Еве го месцето веднаш. Тоа е свежо, не замрзнато, меко. Еве веднаш се прши. Потоа ќе го додадам кромидот и морковот. И компирот. Има ли нешто да се направи во македонската кујна без да му ставиш кромиче и да го испршиш кромичето? Така. Сега ќе го додадам морковот. Така. И ова ќе го промешам. Како редите, така промешувате. Сега го ставам компирот. И тука го додавам пашканатот и целерот. Така. И целерот. Се е поинаку кога во една чорба вие имате и целер, и пашканат. Прекрасно е се. Повторно промешувам и ќе оставам малку да се запржи. Додека ова си се запржува, ќе го средам карфиолот, а потоа ќе ги додадам останатите работи. На самиот крај ќе ставам павлаката со млекото и јајцето. Ќе отстранам дршката. И ќе ги вадам цветовите од карфиолот. Карфиолот секогаш е добро термички да биде обработен, може на пареа, значи може да се пече, може да биде варен. Ајде така. Ова беше мала главица, таман колку што треба за едно тенџере, нели? Нека се покрупни, карфиолот бргу се вари, ќе го додадеме на самиот крај. Ева, што покрупни цветови. Одлично. Еви карфиолот ми е подготвен. Сега да промешам. Сега се пушта вода, и кромидот, и морковот, и компирчето, и месото. Значи ни треба малку подолго време да се убаво испржи ова. Ете така.
Сега ќе му додадам и малку мешан сув зеленчук. 1 кафено лажиче. А потоа, ако треба, ќе додаваме уште. Одлично ки. За 10 минути верувам дека ова ќе биде супер да продолжиме понатаму. Еве. Што убаво си се пропржи за мерак, ама му дворев овдека на тенџерето, му дворев. Сега ќе ставам неколку ливченца ловоров лист, така, и 2 чешниња лук. Они ќе си пуштат од својот мирис, така. Пак промешувам. Каква чорба ќе биде ова. Компирот, значи, колку беше убав, свеж, сочен, еве го. Значи, за 10 минути динстање, тој е веќе мек. Сега што правам? Сега ќе ставам вода. Вода, да зоврие. Ете така, и кога ќе зоврие, ќе го ставам карфиолот. Може и сега да го ставам, да. Така. И ќе го оставиме 20 минути, откако ќе проврие, ја намалувам температурата на потивко да си се крчка чорбата. Без многу мешање. Одлично. Сега, драги наши пријатели, време е веќе да ги додадеме останатите потребни состојки, затоа што и компирот е сварен, и карфиолот е сварен, и месото е сварено. Но ќе пробам сега да видам за сол дали е доволно. За мене е одлично. Одлично, значи погодена, ништо не треба да ја додавам. Ќе го додадам малку макдоносот, додека јас ги направам, додека го изматам јајцето со павлаката, млекото, нека си се подвари малку и макдоносот. Ете така. Ќе го изматам јајцето. Во јајцето ќе ставам малку масло. Така. Со малку сол, многу малку, што нема да го смени вкусот, нели, на чорбата. Сега веќе ќе исклучам, ќе извадам чорбата на масата. Ова се става за да ја згусне малку чорбата и вкусот да биде подобар. Ако немате павлака, тогаш можете да ставите кисело млеко. Да. Евака. Сега ќе додадам малку млекце. Вака матам додека не се раствори убаво павлаката во јајцето, во млекото.
сега не мора да е идеално да она без ни едно топченце. Не може да биде, но така. Сега е токму идеално време за чорби. И сега јадете колку што можете повеќе чорби. Сега ќе зема малку од чорбата од течноста. Ќе ставам овдека. И после се ќе вратам заедно внатре. Така. Каква ќе биде чорбава. Така сега. Прекрасно. Подготвена е. Дај се изнасркаме на оваа чорба. Леле. Погледнете. Погледнете ја бојата. Жолто, портокалово, бело, зелено. Вистинско здравје во едно тенџере. Сега ќе ја подготвам и трпезата. Уште еднаш да пробам за сол. И седнуваме. Лимон може да истискате овде, но и секој што сака. Некој може би сака покисело, некој помалку кисело. Сепак, јас ќе го сочувам за на трпезата, да едноставно си ставиме лимон кој колку сака. Останете со вкусот на традицијата. Топла чорба од карфиол. Мераци па со компирче. Тоа е тоа што токму сега ми треба да ве кажам. Чади уште. За мерак направете оваа чорба и уживајте во сите незини вкусови што ги има. Леле, колку е ова добро и колку е здрава. Нешто прекрасно. Јадете карфил, правете се од карфил што можете, што знаете, истражувајте за нови рецепти и едноставно хранете се здраво, а сепак традиционално. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со мислата дали знаете кој ви е најдобар пријател? Тој што го прифаќа вашето минато, тој што и верува на вашата иднина и што ве прифаќа сега таков каков што сте. На здравје! Ова е нешто прекрасно.